Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски соопшти дека Скопје останува европска престолнина на културата за 2028 година. По средбите во Брисел, заедно со министрите Тимчо Муцунски и Зоран Љутков, Ѓоргиевски оствари средба со еврокомесарот Глен Микалев, каде ја представи подготвеноста на градот да влезе во нова ера на европски стандарди и трансформација. Градоначалникот најави историска трансформација на градот преку деблокирање на процесот, воведување транспарентно управување и инвестиција од над 55 милиони евра во клучна инфраструктура. Деновиве заедно со министерот Муцунски и Љутков сме во Брисел, каде што остваривме значајна средба со еврокомесарот за меѓугенерацијска правичност, млади, култура и спорт, Глен Микалев. Ја представивме нашата јасна позиција за проектот Скопје Европска престолнина на културата 2028 и подготвеноста на градот со силна меѓуинституционална поддршка да ја продолжиме реализацијата на оваа важна европска уврска. Денес можам со гордост да кажам дека Скопје останува европска престолнина на културата за 2028 година, објави Ѓоргиевски. Како нов градоначалник додаде тој ја отварам најважната страница за нашиот град. Започнуваме историска трансформација што ќе не подготви конечно да ја носиме оваа титула со достоинство. Ѓоргиевски вели дека започнуваат и со клучни инфраструктурни промени како што се Скопското кале, аквадуктот, Скупи, МКЦ, нов европски центар за култура, зелени магистрали, нови паркови, современи јавни простори, инвестиции од над 55 милиони евра што ќе го трансформираат градот. Во општина Центар се одржа серија едукативни посети на ученици од повеќе општински училишта во рамки на наставната тема локална самоуправа. Градоначалникот Горан Герасимовски на четврта од деленците им ја доближи работата на општината и начинот на кој функционира локалната самоуправа. Им објасни како се донесуваат и реализираат одлуките што го подобруваат квалитетот на живот на граѓаните. Ми беше чест да им ја доближам работата на општина Центар на најмладите. Ваквите средби се важни затоа што го поттикнуваат нивниот интерес и свесност за тоа како функционира нашата заедница, истакна Герасимовски. Во рамки на посетата се реализираше и едукативната работилница. Нацртај го своето стебло во соработка со Сојузот за извидници како дел од проектот Боренка, со цел подигнување на свеста за значењето на зачувувањето на животната средина и обновата на опожарени подрачја, се додава во соопштението од општина Центар. Од општина Киселаво да информираат дека во завршна фаза е санацијата на паркот во близина на црквата Свети Ѓоргија, проект што се реализира преку партнерство меѓу општина Киселаво и компанијата Пелистер КАД Скопје. Во објавата се вели дека станува збор за значајна интервенција на простор кој долго време се наоѓал во незавидна состојба и барал целосно обновување. Во рамките на активностите извршено е целосно поплочување со нови павер елементи на површина од 420 метри квадратни. Изградени се две нови пешачки патеки, санирани се скалите од амфитеатарот, обновен е споменикот, поставена е нова водоводна инсталација, на која ќе бидат монтирани нови чешми, а во тек се работите на новата фонтана, информираат од локалната самоуправа. Паралелно со овие зафати, општина Киселаво да постави нови даски за седење кај амфитеатарот, го оплеменува просторот со ново зеленило, поставува ново парковско осветлување и современа урбана опрема. Очекувањата се дека за 3 седмици целиот простор ќе биде целосно готов и ставен во функција, информираат од општината. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски сподели дека е изградено ново детско игралиште на површина од 400 метри квадратни во склоп на спортско-рекреативниот центар Македонија. Покрај изградбата на новото детско игралиште се реконструирал и малиот плоштад. Поставена е нова урбана опрема, нова ограда и ново осветлување. Она што беше запуштено место со руинирани игралишта, денес е со нов модерен изглед и место каде секојдневно можеме да видиме голем број на деца и родители како рекреираат. Целиот спортско-рекреативен центар се простира на 6000 квадратни метри. Беше прв ваков центар изграден во општина Бутел, истакна Костовски. Тој посочи дека овде изградиле ново речно коридор на реката Серава, нова пешачка патека, ново фудбалско игралиште со високо квалитетна вештачка, трева, ново баскет игралиште со специјална подлога, фитнес зона, нов парк и нови зелени површини.
Општина Аеродром информира дека ја продолжуваат исплатата на финансиските средства по поднесените барања за еднократна парична помош за првачиња и новороденчиња, потврдувајќи ја како што велат својата посветеност кон семејствата и најмладите жители на општината. Од почетокот на оваа година, 564 семејства што поднесоа барање за новороденчиња добија по 8.000 динари. Покрај тоа, општина Аеродром досега има доделено по 3.500 динари на 350 првачиња, а исплатата на сите преостанати и одобрени барања ќе биде целосно реализирана најдоцна до крајот на оваа година, информираат од општината. Во соопштението посочуваат дека исплатата во претходниот период била привремено запрена поради одржувањето на локалните избори, а во согласно со ограничувањата пропишани во изборниот законник. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја